Дека и кога човек ќе помисли оти се е загубено и препаднато, сепак во себе носи енергија и потенцијал за нов почеток. Зборува примерот со словенката Снежана Ристик, која деновиве престојува во Македонија, во која во повеќе градови ќе одржи предавања и работилници за да им ги разбуди способностите и вербата на посетителите. Еден од одбраните 7-8 градови е и Кочани, поточно Еврохотел Градче, во кој вечерва таа на заинтересираните ќе им го пренесува наученото од врвните светски имиња во оваа област. Всушност, преку стекнатите вештини таа ќе се обиде да ги мотивира сите тие што на еден или друг начин кренале раце од својата иднина, пропуштени на преживувањето наместо да се борат за подобар живот. Деновиве Ристик беше и гостин во студиото на телевизија Кочани и еве што ни изјави. Jako intenzivni treninzi sa više vrsta specijalista sa područja razvoja ljudskog potencijala, poslovnog područja, marketinga, znači jer volim ljudima pomoći u kompletnom životu, osobnom i poslovnom. To su vrhunski vodeti svjetski stručnjaci, možda neki od vaših ih poznaju iz knjiga, iz filmova, kao što su Jack Canfield, Bob Proctor, Mary Morrissey i još niz takvih stručnjaka, tako da i onda to znanje prenosim odmah ovamo u praksu. Dakle, mi planiramo 16. marta u četvrtak u Grače napraviti jednu rabotilnicu od 6 navečer do 8 navečer, 2 sata i tamo će im više moći čuti, pitati me šta i kako, tako da hvala vam za priliku da ih možemo pozvati i hvala vam što stvarno i vi na svoj način doprinosite tome da se bolje živi. Покрај во Кочани таа ќе организира соодветни предавања во Скопје и неколку други градови во државата, зависно од интересот на граѓаните. Moja želja i misija je da čim više ljudi barem osnove toga čuje. Znači, napravit ćemo više predavanja po gradovima po Makedoniji, Ohrid, Prilep, Bitola, Kočani, Grače, ako sam pravilno rekla. I onda završavamo sa trodnevnim seminarom u Skoplju, u hotelu Marriott od 24. do 26. marta, gdje će stvarno imati dovoljno vremena kroz 3 dana da prođemo kroz šta raditi, kako raditi, zašto raditi. Покрај со директни контакти со граѓаните, таа остварува редовни сесии со посредство на интернетот, што се практикува и во развиените земји. Се со цел мисијата која е започнала да стигне до што поголем број граѓани и да постигне што подобри ефекти.